Немате време за вежбање? Имате. Јас ќе ви кажам кога. Немате време за вежбање, а? Сигурни сте? 100%. А колку време од денот поминувате вака? 5, 10 минути, саат. Бидете искрени со себе. Верувам дека повеќето и повеќе од саат. Може би не поминувате време така, ама сигурно поминувате време вака. Листате сите канали по 2-3 пати. Не наоѓате ништо. Оставате на најмалку досадниот канал што сте го нашле. Или може би поминувате време вака. Нема ништо лошо во тоа, си го погалите куќето, ама многу пати го правиме тоа досада, че не знаеме што друго да правиме. Ако не правите ништо од ова погоре, сигурно правите нешто друго, што ви одзима време непродуктивно, као играње игрици, читање книги. Не дека читање книги е непродуктивно, ама мислам дека од што и да правите, можете да мрднете 1 минута надвор од тоа. Да, само 1 минута. Толку ви барам, толку ви треба. 1 минута, 3 пати на ден. Се што треба да направите, да одберете 3-4 вежби, со кои ќе покриете поголем дел од мускулните групи. Еве ви неколку вежби за кои не ви треба никаква опрема. Склекови, стомачни, клекнување и дипс. Тоа е се што ќе ви треба за почеток. Понатаму може да одберете повеќе вежби, може да ротирате, може да правите секакви варијации со нив. За старт, овие ви се доволно добри и ви покриваат голем дел од телото. Ден 1. Земете штоперица, наместете на 1 минута, пуштете, почнете да правите склекови. Правите склекови се дори имате сила. Кога ќе не можете повеќе да правите, застанете да одморите и не ја стопирајте штоперицата. Оставете нека си тече. Кога ќе соберете пак сила, продолжите да ги правите. Еден ден ќе може да извежбате полна минута без паузи. Тоа и го бркаме за сега. Кога ќе го стигнеме тоа, тогаш ќе гледаме да направиме повеќе повторување во таа минута. Така го бркаме прогресот. Ден 2. Стомачни. Истиот метод. Пуштате штоперица, вежбате дор можете, кога нема да можете, правите пауза, одмарате дор треба, продолжувате да правите. На паузата не ја прекинувате стоперицата. Да повториме. Еден ден ќе може да извежбате полна минута без да престанете. Потоа, прогресот ќе го мериме со повеќе повторување во минута. На стартот не ви треба тоа. На стартот правете пауза. Оставете стоперицата нека си помине. Ден 3. Клекнување. Се исто, иста методологија, исто како и претходно. Да не заборавиме. Сите овие вежби треба да ги правиме 3 пати на ден. 3 пати по минута. Ден 4. Дипс. Исто како и со претходните вежби. 1 минута, 3 пати на ден. Толку ви треба за да влезете во форма. Поентата е само да го зголемувате интензитетот. Еден ден ако стигнете до 50 склекови во минута, што не е нешто невозможно, тоа ќе резултира со 3 минути на ден, некаде околу 150 склека дневно. Веруете, 90% од рекреативните вежбачи што идат по клубови не може да направат 50 склекови во минута. Не може да направат ни 50 склекови.
а 150 на ден можеби никогаш во животот не направиле. Така да таа форма што може да се постигне со ова вежбање дома со по минута на ден не е баш за занемарување. Метод број 2. Карти. Земете еден шпил карти. Означете ги. Детели на склекови, срце стомачни, баклава клекнувања, лист дипс. Ако немате карти дома, може да се симнете една апликација која има во Play Store или во App Store. Таа се вика Deck of Cards Workout. Секоја бројка ви означува повторување. Со тоа што кецот 11, џандарот 12, дамата 13 и попот 14. Ставете ги картите на видно место. Секогаш кога ќе поминете покрај нив, да ги видите, ако имате време, да извлечете карта и да извежбате тоа што ви се паднало. Или, ако ја користите апликацијата, ставете ја на преден екран. Значи, секогаш кога ќе го палите телефонот, да ја видите. И ако имате шанса, да извлечете карта и да извежбате. Метод број 3. Можеби не е толку временски добар како и другиве два, ама мислам дека највеќе ќе ви се свие. Пешачите. Пешачењето е едно од основните движења и многу често забораваме да го правиме. Дали ќе отидеме на работа ако имаме седечка работа, нема мрднеме, ќе дојдеме дома лежиме. Значи пешачете. Самото пешачење за сати 40 минути до 2 сати гори 600 калории. 600 калории еден просечен доручек, добри за срцето, добри за формата, добро е за се. Секогаш кога имате време, пешачете. Време за вежбање имате, но дали имате волја и желба? И дали таа волја и желба може да ги претворите во дисциплина? Тоа е прашањето. Време имате. И уште еднаш, фала ви што бевте со мене оваа епизода. Се надевам дека ќе имате некаков бенефит од истава и се гледаме идната недела. Поздрав, чао!